нова соблекувална при медицинскиот факултет во Штип. Елоне Маск, оди фрли се од камени мост главачки доле вака и удај се, брат. Ти не си више достоен да живееш. Кој мојба вие? Кинези бе роботи тамо измишљаат. Робот се го измислила. Овие нашиве домаќинки треба веднаш тоа да го купат, да го нарачаат. Значи не само за прахосмукалка за чистење ова подови, не знам, робот за миење садови, се измислиле робот. Го програмираш, го праќаш, ти го наоѓа свинчево. Ти го бира со најквалитетна храна што е хрането, значи му испитува физиолошки вака особини внатре, каква крв, железо, крв, ово она, масти, ово она. Ти го коле, го транжира, го прави ово она, ти го носи исецкано, директно ти го дава дома, ти го пече, ти го пржи, што сакаш му прави го динста и ти го сервира тука. Глупости! Соблекувална на медицинскиот факултет у Штип е отворена. И вика, вика, замисли, цел прилог иде на вести. Светско чудо, соблекувална отвориле за студентиве по медицина. А вика у прилогов новинарка, вика, соблекувалната не е само соблекувална, туку катче за студентиве. Како бе може соблекувалната да не биде само соблекувална? Шо да биде? Какво катче да биде? Библиотека? Не знам, катче за друштвени игри. Ки играат домино, бридж, дама, табла, табланет. Шо ки играат? Шо, како може соблекувалната да има некоја друга намена освен да се соблечеш? Вика, катче кај што студентите можат да си поминуваат. Што да поминуваат? Да седат у соблекувална цел ден под закачалкине, гајки кај што ќе обесува. Значи, пази, нема ни тушеви, нема, само соблекувална. И светска вест, тоест локална, државна, како сакате кажете. Значи, некоја телевизија отишла тамо да снима дека отворена нова соблекувална. Unbelievable. Сега има, вика, едно од тие студентките, девојче, вика, ова не е само исто соблекувална, туку катче за припадност. Демека, која немаше соблекувалната, немаше да знаеме кај припаѓаме. Или не припаѓаме никаде. Соблекувалната им е одредило чувството за припадност. Значи, соблекувалната дел од нивниот студентски идентитет како студенти по медицина. Нивни простор. Каде ни отиде? Кај извинете, мислам што се заебавам на оваа тема, ама е стварно, ова е гениално до ретардираност, што би рекол ја. А после тоа, прво да го искоментирам, после тоа се појавува тој, не знам шо беше тамо од медицинскиот факултет, некој не го прочитав шо е у тоа прилогот идиотски. Вика, ова идеја за соблекувалнава ја разговарале неколку години. Зашто бе со студенти некој тамо, негови? Зашто бе зошто за соблекувална разговаравте неколку години? Факинг соблекувална театар, овој факултетов нашол некој просторче мало 3x3, што го имало у склоп на факултетов и тоа го реновирали, светска вест. Шо има бе неколку години да правите муабе, дали за студентиве треба со... Знаеви, тоа ми се отвара друго прашање. Ако до сега немале соблекувална, ако е толку важно отварањево на соблекувална, толку голема важност од животна важност, би рекол, кај се соблекуевте до сега, бе, да мојва матер? По ходници ли се соблекуевте у таа болницата, овој факултетот у Штип или шо е да е тоа? Тој исто чаушо, тој од факултетот беше, не знам кој беше, вика така,
оваа сооблекувална вика ќе направи студентите да се чувствувале подостоинствено. Абе, што се случува со нас, луѓе? Што се случува со нас? Од таква сооблекувална да се прави вест, и овие телевизиве, мислам, како да ви кажам, мислам, ненормална работа е тоа, бе. Види се, ај телевизиве, може некој им кажал, одете снимајте, или ве молам, дојдете снимајте, некој познат имали, или небитно, ела, дојдете да направиме вест од. Ама прво да тргнам од студентиве. Абе, деца, студирате медицина. Медицина порано се сметаше за елитен факултет, медицинскиот. Наводно медицина не можеше да заврши секој. Да секогаш имаше големи протекции, големи овие кланови, династии, врски, кои што не дозволува она што се вика бастарди, копилиња, што немаат семејна генеза во медицината, семејно стебло медицинско на лекари, на ова, тешко можеа да влезат на тој факултет, тешко можеа да припарат. И ако некојаш припарја, низ носки им излезеше цело студирање, барем овдека зборам на нашиот медицински факултет во Скопје. Но поентата ми е друга, не сега да ги споредувам. Значи, луѓе што студираа медицина и што завршува се смета за многу умни. Ја доста од нив знаев што се сега лекари и постари од мене, кои што без разлика што студираат тежок факултет, значи имаа луѓето енциклопедиско знаење, значи имаа интерес од многу области, познаваа многу вештини. Значи беа у некоја смисла баш онака високо образувани луѓе со ерудити. Шо ми е муабетов? Студирате медицина. Треба малце мозокот да го уклучите. Прво, што е толку фасцинантно у тоа што некој издвоил некој тамо пари за кикирики, некоја постоечки објект тамо од 3 на 3 квадрати го пренаменил у сооблекувална, го искречил, стајал за качалки, клупи стајал. Абе не смее вака да сте, како да ви кажам, тупи и глупи, медицина студирате. Се правили од сооблекувална вест, бе, дека некој ви отвори сооблекувална, дека некој ви направил, ви дал, ви пренаменил некоја тамо шупа за сооблекувална и ви ја дал да ја користите, да ги обесите гаките и прслуците на закачалка. Дури колку што видов внатре немаше ни овие касети, шкафови, закачалки и клупа. Клот! Паркет, клот. Абе, каква иднина сте ако вие се толку се напалуете, се возбудуете, се унередуете, се подночуете на факинг сооблекувална некој што ви дал. Како може сооблекувалната катче да биде ваше катче за припадност? Абе, не бидете ретардирани да мојва мајката. Значи не е тамо таа некоја организација студентска, значи не се изборила некоја, што знам, лабораторија да им се отвори на студентиве посебна, кај што ќе можат, нели, да испитувања да извршуваат некој или не знам што, или вака, или онака, или појма немам. Да се подобрат нивните услови. Не знам што може све тамо, нели, да се дадат пари да се во нивната тамо организација, дури нешто да им биде и платено ако нешто помагаат у болницата, нели, на одредено време кога се тамо учат и некоја дневница да им се плаќа, да не идат за џаб. Да не зборам за овие други што волонтираат со години без да им се плати, па после ги извисуваат па заминуваат у странство. Стара приказна. Од стара медицинска, приказна од медицинската фела кај нас и од медицинското, нели, окружување. Значи, не е само излези
и пофали се со нешто и кажи нешто особено, некога денес светов отиде, како да ви кажам, светлосни години е пред нас. Овие чуда прават, Елон Маск и овие кинези бе вамо и не знам кој. Ние сме уште со облекувална дека отвориле на медицински факултет уште со тоа треба да се фалиме, вало бе, мозок малце уклучете бе, у тоа глајте. Не е само кажи си, а смешно изгледа. Каква врска има тоа со облекувалнава, да не е само со облекувална, него да биде и нивно катче. Зашто бе катче? Шо ќе правите внатре разголени у тоа катчето? Или ќе го правите клуб на студентите по медицина и така, ако ставите овакви шаховски табли, ова за пулови, коцки за табла, играње маса, да можете да седнете карти да изиграте еден табланет, еден джандарс бира и шо знам шо тамо, мислам, бридж, шо да е. А после на крај се јувиот тој медиумот, не знам шо снимал тамо. Абе се прајал све вест да му еба мајката. Со облекувалната за вас те вест, шо треба нели народов, да не знам ни дали е локална телевизија никоја, шо треба народов да ја го гледа тоа на телевизија, дека шо ти е со облекувална, достигнување на 21 век, со облекувала им отвориле на студентиве по медицина во Штип, технологија, со облекувална, закачалки и клупи дрвени доле, Боже Господе. Уште поише ме загрижува што тие деца што студираат медицина, утре ќе треба да те лечи. Со ваква проникливост умствена утре може да те лечи, да поставува диагноза, да ова, а да биде во суштина толку површен, да доживува електрични оргазми од тоа што некој му подарил со облекувална да користи. Тоа е причина да се паѓа у транс, да се тресат од возбуда, ко порнат звездина вака да превртуваат очи кои ме убавака. Со облекувална е, ало! Не е ни институт, ни лабораторија, ни некои реагенси ретки со кои што може да правите експерименти, нели да испитуете, да правите да. Не е ни некоја технологија најнова кај што може да ја вежбате во одреден сегмент од медицината, да знаете да употребувате некои машини, што знам све какви има машини кај што треба обука. Ништо од тоа со облекувална. Штета што сме за греот. Штета. Штета што толку, како да кажам, не знам како е по факултетиве други, ама штета што јас знам дека има и паметни деца и секакви млади луѓе, баш онака и паметни, снодливи, ама ваква, како да ви кажам, нас не ни требаат студенти со вакви тунелски визии. Со вакви, како да ви кажам, тесно, како да ги наречам тие, тесни сваќања, површни сваќања. Ниски критериуми, прениски критериуми. До се облекувалнава е проблемов, све е друго на највисоко можно ниво кај нас, во образованието по медицина и во средно и на факултет, све е совршено само
еден детаљ мал фалеше, абе со облекувалната на Штипски медицински факултет. Без облекувалната, високите дострели на таа установа тешко дека ќе бидат достигнати. Ниту пак огромниот талент на одредени студенти ќе добие таков развој, таков процук, да ги стигне оние несогледливи висини во медицинската професија. Уште со облекувалната, како јаготката на шлагот на тортата. Како бе да не коментираш вакви работи? Ај, остани, ај, ќути, не ги коментира. Не знам, ако грешам, се извинувам однапред, може би е тоа некоја навистина посебна сооблекувална каква што до сега не сме имале прилика да видиме. Може би она што го покажа на телевизијата е само уште не е досредена на некој начин, треба да се досреди, треба да се разубави, од кај да знам, може ќе има внатре со стикери некои интересни ќе залепат, некои украси ќе стават, па не знам шо, клупиве ќе ги испрскаат малце со интересни шари, она, како се вика, она, некој мурал може ќе направат на тоа зидоите, да не биде. Сега се бели кречени, може ќе викнат уметници, тоа ќе го благородат, ќе биде, што знам, може би стварно ќе биде piece of art за месец-два. Па може да ја посетуваат, да се пријави на ова, како се вика тие нашиве за овие која туристиве која гледаат на таа туристичка мапа, па како атракција да се направи уметничка. Со облекувална при медицинскиот факултет во Штип, ремек дело на молерот, овој сликарот, зависи кој ќе црта сега. Ја им советувам некој академски сликар да ја и да биде еден вид уметничко дело. Може внатре на подзидоите да се исцртаат реплики на Пикасо, на Модилјани, на Караваджо. На Роберто Баджо. Муралу, овој природна висина, пошто не беше нешто многу висок. А може и на Пирлон беше понизок од Баджо, а може и исто беа поимене по висина. Така што ако не е тука завршена приказната, само на закачалки, клупи и бели зидови, она куќарчено 3x3, тогаш длабоко ви се извинувам однапред. Ако треба тоа да се доработи уметнички, да се облагороди. Друга е кога академски сликар тоа ќе го наслика зидот, па тука иде закачалката исто у разни шари насликана, значи дадено е некое, што знам, на самата закачалка е како уметничко дело, пошто некој академски сликар ставил своја ја избил, ја насликал, ја ишарал, нели, со помош на својот талент, знаење, значи дал, нели, овакво ја импрегнирал со естетски, уметнички овакви квалитети, дал таков дизајн да може веќе да премине и во уметничко дело. Клупата исто така може тоа, плочките доле кај што газат, тоа све може тоа да се направи како, целата таа сооблекувална може да биде и уметничко дело, инсталација. Што секако ќе биде за некоја година, кога ќе фалат тие куките на закачалките, тоа ќе биде као закачалка без куки, ќе фалат 20 куки, ќе има останато само 2, ќе биде тотално нефункционална тоа закачалката и веќе може да конкурира за инсталација, уметничка инсталација. Па повторно да доаѓаат од странство туристи да гледаат еве една закачалка која не е веќе закачалка. Која што се гледа дека е закачалка, ама веќе не е закачалка. Тоест, тоа е закачалка, ама не е закачалка затоа што не исполнува функцијата на закачалка. Од ти останала само една кука да обесиш гаки или 2 куки од 22.
Па се прави од тоа, од кај знаеш, може ќе додат туристи од цел свет. Така да, у таа смисла однапред се извинувам на ова, на сооблекувалнава и на оние кои што им текнала таа идеја и кои што ја реализирале таа, би рекол, голема идеја за 21. век. Тесла, месла, роботи, курсе треси, уладна вода, јапанци, кинези, ти продаваат муда за бубрези. Овие будаливе домаќинки сите роботи ги имаат купено до сега што постојат ова продавнициве. Дома роботи им шетаат. Купиле една комшика робот за ова чистење кајси, такви работи од све што има семка, кршење ореви. Го заборале уклучен. Ноќта на муши му ги скршил јајцата. Технологија. Современа, роботика, глупост. Глупости, 21. глупости. Елон Маск гумна дадат. Кинезиве гумна дадат. Јапанциве исто така гумна дадат. Толку да се нема визија. Сооблекувалната е бенчмарк. Технолошки бенчмарк на 21. век. А ако не ме верувате мене, отидете на Штипски медицински факултет тама да го видите тоа чудо, па после можеме да разговараме. Додека не видите, ја немам со вас муабет, дали ме разбирате. Џабе ќе збориме само. Ајде.